Poštovani gledači, zdravo živo i повторно сме со музичката емисија Векови ноти. И по тој повод ве поздравуваме. Група Корона. Razbolela se Lenka Pingova, razbolela se Lenka Pingova. Nad glavaj stoji stara i majka. Kaži malenče, kaži ma dušo, što si bolna. Sum bolna od prvolive, jaske si umram rano vledela, jaske si umram rano vledela. Povikajte go, kole velikog jom, daruvajte go, ovčalak melesen. Daruvajte go, ovčalak melesen. И побавата музичка мелодија, така речи фолклорна песна од група Корона, еве неповторно во студиото и се разбера најава на нашиот денешен гостин. Господинот Методи Григоров, добро дојдовте во студиото на Ирис телевизија. Добро најдовме, благодарам за поканата. Се надевам дека доаѓаш со одлична музичка приказна. Така, ти си експерт на фолклорното богатство на Македонија, поточно на Штип, приказната, ќе ја чуеме во детали, се разберали и така натаму, да. Еве одиме со првото прашање. Почетоци со традиционалната игра. Овака, моите почетоци со традиционалната игра се сосема случајно. На мои 8 години се запишав на тогаш во еден фолклорен ансамбл, Тиквеш во Кавадарци, каде што бев член до завршување на моето средно школо и потоа се запишав на катедрата за етнокорологија овде во Штип на музичката академија. После тоа добив ангажман во професионален ангажман во културно-уметничко друштво Ристо Донев, учител исто така од Штип. Корените се од твоето образование и воспитание така во Штип, а твоето родно место е? Моето родно место е Кавадарци.
во почетокот, тоа мора да го знаеме и така натаму. Следното прашање е што значи етнокоролог и која е улога на етнокорологот во фолклорното богатство на Македонија? Така, етнокорологијата е млада наука која главно се занимава со изучување на традиционалната игра. Самиот збор наслов ни кажува дека етно е традиција, корео се чекори и логија е наука. Оваа наука во Македонија се развива негде кон крајот на 20 век и покрај Македонија оваа наука постои во Србија, Хрватска, Бугарија и пошироко. Факултет за етнокорологија во Македонија се отвара во Штип во 2007 година од професорот Владимир Јаневски и е релативно, како што кажувме, млада наука. Покрај етнокорологијата како наука, етнокоролозите, дипломирани етнокоролози и луѓе што се занимаваат со етнокорологијата, имаме формирано едно здружение кое главна цел на здруженијето се отварање на работни места во кои ќе бидат вклучени етнокоролозите, бидејќи неопходно е да има такви стручни лица во и нивните знаења кои се сегаш добре дојдени во културните институции за да се издигнат на врвот на фолклорот. Сега, ние работиме на така наречен проект за вработување на лица кои ще се дипломирани етнокоролози и треба во почеток на 2019 година во 14 институции во Македонија, центри за култура и домови на култура, да влезат етнокоролози и да работат професионално во дејноста на фолклорот. Нашата задача би била комплетна грижа за вокална, инструментална, играорна и обликовна структура во културно-уметничките друштва и фолклорни ансамбли, подготовка на годишен план и програма на сите културно-уметнички друштва и фолклорни ансамбли од својот регион, следење на редовните активности на културно-уметничките друштва и фолклорни ансамбли, поставување во вистински правец на функционирање, вклучување на нови работилници и семинари за сите друштва од регионот под раководство на нас етнокоролозите, следење и контролирање на комплетна документација и јасна дознака за проектот доставен до Министерство за култура, значи да бидат контролирани сите културно-уметнички друштва од нас како стручни лица и категоризација на културно-уметнички друштва и фолклорни ансамбли. И останати задачи кои никако вработени во Центарот за култура и фолклор и домовите на култура би ги раководиле како етнокоролози и би кренале малку фолклорот малку на повисоко ниво. Моето лично прашање е доволно ли го има бројот на етнокоролозите во Македонија или се уште е потребно сето тоа? Како институција етнокоролог, нели? Така, како етнокоролози, до сега дипломирани од овој факултет не има негде околу 15 луѓе, пошто рековме дека е науката млада. Но катедрата за етнокорологија држи до ниво и запишување на нови луѓе и секоја година има доволен број на запишани нови етнокоролози, нови студенти по етнокорологија, кој што е негде од 10 до 15 луѓе секоја година. Сакаш да кажеш дека доволно или можеби се уште ќе има потреба од етнокоролози во Македонија? Моментално сме малку, не зборам дека сме многу, но се надевам дека за негде 5-6 години ќе има многу етнокоролози кои што ќе работат во целиот регион на Македонија, во сите делови. Значи на пазарот се така речи недостаток, а тоа ќе рече дека се уште е потребно, нели? Така, недостаток, но се надевам со овој план што го изготвиме за 2019 година, да работиме во институциите за култура, се надевам дека фолклорот ќе го крене на повисоко ниво и ќе има многу луѓе кои ќе се препознаат да работат во рамките на етнокорологија. Надежта е присутна, Надежта е именно тоа. нормално. И повторно ја листаме песнарката на група Корона. Останете со нас.
sol nego sestre javan, srce mi treperi. Srce mi treperi, duša me mi dava, kako da mu rozvoram. Srce mi treperi, duša me mi dava, kako da mu rozvoram. Vostrumica na ulica pred nego izlego. Grbot mi go svrte i tiho mi reče, jasne te sakam. Ja si zaljubim drugoline, zaljubi si i ti. So oči nasozeni i srce razplakano, otidov daleku. Sreća da ne vide, proklet rabide, koji prv započna. Koji prv započna, ljubov navodi, dve srca da stradat. И го продолжуваме разговорот со нашиот гостин Методи Глигоров. Следното прашање е, Методи, господине, член на ансамблот Македонија, на кој ниво е тука и дали се уште си член? Така. Јас сум член на ансамбл Македонија од самото формирање во 2012 година. Ансамблот Македонија е единствен од таков тип како што работи, од традиционален тип, не стилизиран фолклор, и работи со кадар професионалци кои се ученици од средното училиште Илија Николовски луѓе од Скопје и музичка академија овде во Штип, оддел за етнокорологија, студенти. Ансамблот Македонија се формира 2012 година за како прв наш ангажман беше концертната турнеја во Јапонија во 2013 година од 4 февруари до 23 април. Во Јапонија одржавме неколку, околу 40 целовечерни концерти и неколку семинари. Покрај тоа, во ансамбл, покрај концертна турнеја во Јапонија, ансамблот не изгасна, работи се до ден денес. Значи имаме концерти одржано во повеќе земји од Европа. Имаме многу целовечерни концерти одржани во Македонија и работиме на многу високо ниво. Светски патници, сакам да кажам. Баш така. Така, сакам да кажам дека ансамблот Македонија е ансамбл кој што работи на свој начин, значи на традиционален начин, нема примеси од стилизираниот фолклор, значи се работи исто како на собори, исто како на свадби, селски свадби како што биле пред тоа, значи целокупна традиција на Македонија е пренесена и на сцена. Од пред година дена во ансамблот Македонија
добија шанси и луѓе играчи фолклорни ансамбли, пејачи и свирачи кои што не се музички образовани во средното школо и во факултетот за етнокорологија, на аудиција да имат можност да играт во ансамблот, да играт, да пеат или да свират. Со последната турнеја, можам да кажам, за мене е голема чест и за Штип како град. Во ансамблот Македонија на последната турнеја 8 луѓе од културно-уметничко друштво Ристо Донев беа дел од ансамбла Македонија во концертна турнеја во Србија и Хрватска. Тоа е огромна чест за мене и огромно достигнување, но и со самите уметници. Ќе ми дозволиш да кажам дека вие сте амбасадори на фолклорното богатство на Македонија, поточно надвор од Македонија. Е така. И друго, ти го спомна Ристо Донев учителот, улогата твоја во тоа културно-уметничко друштво. Така, улогата моја во културно-уметничко друштво Ристо Донев е како уметнички раководител или кореограф. Учителот да разбираеме. Така, да. така. Кореограф или уметнички раководител. Сега, мала историја да кажам за културно-уметничко друштво Ристо Донев учителот. Ова друштво е формирано во 1991 година од страна на Ристо Донев, кој бил учител овде во Штип. Друштвото е под името Исарски бисери и функционира до 2010 година, се до неговата смрт. По неговата смрт, сегашниот председател Блажо Донев, неговиот син, го преименува друштвото во Ристо Донев учителот и заслужно, да. Секако. И еве до ден денеска функционираме и добро работиме. Баш ми е драго да ви се множат годините со ова друштво Ристо Донев учител и така натаму. Почнуваме гледачи и повторно музички минути со група Корона.
сакам престойне, засакај ме од срце. Љубовта е скапа лестойне, најсакана до гроба. Љубовта е скапа лестойне, најсакана до гроба. Господине Метоне Глигоров, или поточно колеги сме по музиката, по љубовта за музиката и така натаму. Концерти во земјава и странство за оваа година и плановите за сите наредни години, нели? Така, во оваа година, ајде прво да го најавам новогодишниот концерт кој што ќе биде на 24 декември, овде во Центар за култура Ато Шопов, ова година, сега во декември. Завршен концерт. Па ги поканувам сите љубители на фолклорот кои што може да дојдат и да го проследат нашиот новогодишен завршен. Телевизијери секој ќе учествува. Нормално. Секако и секогаш. Благодарам унапред. Благодарам и на вас што секој пат се дел од нас. Да. Така, за оваа година имавме неколку турнеи во странство. Имавме една голема турнеја во Полска на еден престижен фестивал, Бјал Исток, во Бјал Исток. Тоа е фестивал кој што е по големина, мислам по број на учесници, по буџет и по категоризација на популарност е во првите три. Тоа е огромен успех за нашето друштво кој што беше прифатено да биде дел од тој фестивал. Бевме исто во Србија на гостување на турнеја во Бор, бевме во Босна и Херцеговина пред неколку дена во Живинице на исто гостување на фестивал. Тоа е што се однесува за настапите во странство. Во Македонија во март направивме еден исто добар фестивал во наша организација за празникот Читарсе. Имавме две групи од Србија и од Босна и Херцеговина. Соработката постои се уште, нели? Да. Интересно е тоа што сега на фестивалот во Живиница во Босна и Херцеговина бевме исто трите ансамбли од Босна, од Србија и ние од Македонија. И тоа го направивме како некоја традиција. Беа кај нас, бевме во Живинице и во април уште таму договоривме истиот фестивал размена на гостинството така натаму, и да го пренесеме и во Србија во април. Да. Така да што се однесува за фестивалот Читарсе беше тогаш организиран. Потоа имавме завршен концерт во јуни, исто во наша организација. Тогаш не беа гости од Врање, Република Србија. Сега новогодишниот концерт кој го спремаме и имавме покрај тоа уште неколку настапи во земјава наша со соработка со други културно-уметнички друштва. Почнемо гледачи и повторо Евергрин од фолклорното богатство на Македонија. Скаменички фрлат мамо по нашите кермиди, скаменички фрлат мамо по нашите кермиди. Ох, мори мајко мори по нашите кермиди. Ох, мори мајко мори по нашите кермиди.
snaga Ostela ќе биде мајко мојта рамна снага Ох, мори мајко, мори мојта рамна снага Ох, мори мајко, мори мојта рамна снага Во секоја програма на музичката уметност и на сите културно-уметнички друштва е следната активност се разбира до крајот на годината. А тоа ќе го каже нашиот гостин Горан, односно Методи Глигоров. Така, како следни активности, во почетокот на годината, односно во месец март, ќе го правиме традиционално фестивалот Четарсе, кај што оваа година се надеваме дека ќе бидеме малци во проширен состав, покрај ансамбли кои ќе бидат од другите држави и се надевам дека ќе поканиме некои наши колеги кои водат културно-уметнички друштва. Исто јунскиот концерт, завршниот концерт ќе се прави нормално во месец јуни, завршен концерт за сите учесници на културно-уметничко друштво Ристо Донев, исто декемврискиот новогодишен концерт ќе се прави традиционално како и секоја година. Покрај тоа, наша замисла, заедно со колегите од етнокореологија, ние да правиме регионални семинари и работилници, кај што се надевам дека оваа година нашето друштво Ристо Донев ќе биде и домаќин на таков некој настан. Покрај тоа, сакаме да правиме и неколку изложби од носиите што ги има друштвото наше, инструменти, сакаме да правиме изложби низ нашиот регион, тука во Овчеполскиот, Штипскиот регион, и така некој низа на активности кои се поврзани со етнокореологијата. Што се однесува за турнеи во странство, сакаме исто да правиме исто една добра концертна турнеја на еден престижен фестивал. Се надевам дека ќе биде одобрена нашата апликација на тој фестивал. Исто соработката што е во Србија со културно-уметничко друштво Јубор Ивановиќ Гежа од Србија, заедно со гостите од Живинице, Босна и Херцеговина. Традиционално во Босна и Херцеговина на фестивалот исто ќе бидеме поканети и се надевам дека покрај тоа ќе излезе уште некоја активност за нашето друштво. Соработката не престанува надвор од Македонија, со други зборови, нели? Никако. Со културно-уметничко друштво Живинице соработуваме веќе 5 години, така Дали имате размена на соработка, доваѓат ли Србија, Босна и Херцеговина во Македонија? Да. Секако, Секако, нормално. Дури и јас бев ангажиран во Живинице, во Босна. Работев на некоја кореографија со нивното друштво, така да... И едно моје лично прашање, ако ми дозволиш, Глигоров. Интересираме нашето поднебје тука, Штипското и така натаму, е Овчеполската народна носија. Како ја снабдувате? Кај нас во друштвото, голем дел од носијата е собрана пред тоа од Ристо Донев, од основачот. Учителот, да? Учителот, да. Голем дел собрана од него, но нешто што е зачувано од него е зачувано. После ние сме го собирале од терени, од антикварници. Вие го дополнувате тоа? Го дополнуваме, да. Имаме голем број на овчеполски носи. Може да се фалиме со тоа дека имаме 30 комплети женски носи, машки имаме околу 15 комплети и тоа се оригинали. Колку ви е бројот на машки и женски членови? Од игрорците се разбира? Овака, ние имаме околу 150 членови кои што работат во 7 групи и имаме една група која е составена од ветерани. Ветерани на возраст од 40 до 65 години. Оркестарот колку ви брои и кои инструменти се таму во оркестарот? Оркестар имаме гајда, тамбура. Од изворните народни инструменти. Гајда, тамбура, кавал, тапан. Моментално работиме само со изворен оркестар. Стрикно со инструменти кои се традиционални.
Немаме хармоники, немаме кларинети, немаме само овие поновите инструменти, него работиме само со традиционални инструменти, сега за сега. Фондот на вашиот квалитет, фондот на богатството на организацијата, колку ви брои? Организацијата на ансамблот, на луѓе кои што раководат, така? Да. Па, организацијата е моја и на председател Блажо Донев. Најмногу ние сме околу таа организација. Јас си ги имам деловите кај што треба да ги спремам. Со колку фонд комуницирате игрорно, песнопојно и така натаму? Па, имаме многу. Не може да се изброи. Не може да се изброи. И секојаш го тоа надокнадувате и така натаму. и цело време нови и нови. Баш ми е драго да продолжите и така. Поштовно гледачи и повторно од творештвото на групата Корона.
Нашиот гостин се уште е во студиото и следуваат прашања за кои што тој е спремен да каже и да одговори. А тоа ќе рече, каде се имате поставувано кореографии, твојот оној професионален дел се разбира? Так, во Македонија, покрај културно-уметничко друштво Ристо Донев, кај што тука има поставено негде околу 15 кореографии, имам работено во Кавадарци во фолклорен ансамбл Тикваш, во КУД Росоман, од Росоман и надвор од државата во културно-уметничко друштво Живиница од Живиница Босна и Херцеговина. Имам работено игри од репертоарот на ансамбл Македонија, од репертоарот на ансамбл Танец, мои лични. Соработка имате ли со сите културметри друштва на ниво на источно географскиот регион? Па да, Виница и така натаму. не само од источниот регион на Македонија, него имаме соработка со сите културно-уметнички друштва од Македонија, затоа што во последните 5 години од сега многу мои колеги етнокорелози ги презема културно-уметнички друштва во Македонија и имаме многу добра соработка со неколку ансамбли од, пример, од Кочани, од Неготино, од многу места во Македонија. Секојаш прифаќате соработка, уредно понудено, уредно прифатено и така натаму, да. Програмата за 2018 година е така речи кажавте. И сега перспективите и планови за ансамблот, Ристо Донев учителот. Планови за ансамбл. Долгогодишен се разбира план, нели? Така. Па, работење како и до сега, поставување на нови игри, се надевам проширување на оркестарот кој што моментално го имаме, се надевам дека ќе има оформување на пејачка група, се надевам на соработка на овде колегите од етнокорологија, студенти од катедрата за етнокорологија. Ансамбл го гледам за неколку години како полупрофесионален или не знам професионален, ќе видиме, тоа се зависи од тоа како работиме ние. На кои инструменти свириш? Свирам на тамбура како инструмент кој го изучував во факултетот, но свирам и тапан кој што редовно Македонскиот ритам го знаеш доволно, така секој чест. Покрај професионално свирење со тапанот на концерти, имаме. Од твоја фамилија имаш ли музички корени или ти си првиот? Па у најближни дома немам, не сум музичар, но имам некое музичко, да кажам, потекло. Мојот вујко на мајка ми прв браточет е Зоран Ванев, така да тука негде. Блиско сме, да. Мислам дека го спомнавме градот Прилеп, Македонија. Што ти значи? Прилеп имаме добра соработка со мојот колега Горан Василевски. Добро соработуваме, така да се надам дека во иднина ќе имаме исто добра соработка, можеби и заеднички проекти. Баш ми е драго. И само уште едно кратко прашање, се разбере краток одговор. Продолжуваме со оваа традиција, со ова богатство како што го имаш, како што знаеш да го изработиш и така натаму. Имате ли доволно членови? Имавте следна реклама, да речеме, барате нови членови во Домот на културата, јавите се тогаш и тогаш. Резултатите од конкурсот, нели? Да, членови имаме, но секогаш работиме на нови Никош не е доста. Така, затоа што генерациите се менјат, мораме да имаме нови деца за да може да ги пренесуваме традицијата на сите луѓе кои што сакаат да изучуваат. Одзивот од рекламата беше добар, многу луѓе се јавија и кажаа дека рекламата ја чуле на радио или на телевизија. Ме побараа многу луѓе, имаме сега членови кои што се јавија од тој оглас, така да јас сум задоволен. Така ќе види понатаму, да. Господине Методи Глигоров, пружам рака. Да ти се множат годините, да ти се множат успесите и да ни живее Ристо Донев учителот. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме ова вечер. Се надевам задоволни. Ако е така, се гледаме следната сабота со нова музичка премиера. Оставаме се добро здравје.